Во ова видео ќе зборуваме за растројства на нагонот за исхрана, односно за анорексија и булимија. За растројство на сексуалниот нагон ќе зборуваме во посебно видео и всушност така ќе ги опфатиме растројствата на основните биолошки мотиви. Јас во ова видео намерно не ставив слики, затоа што се можеби за некого и прилично вознемирувачки, кој сака може дополнително на Google да си разгледа како изгледа една личност со диагноза анорексија или булимија. Земањето на храна е контролирано од многу фактори, вклучително и апетитот, достапноста на храната, семејните навики, културата, обидите за доброволно контролирање на земањето храна и така натака. Диетата до постигнување на телесната тежина, која и не се препорачува за здравието, е промовирана од некои денешни трендови, особено во некои професии. Значи, анорексијата и булимијата, со оглед на како се модернизира светот, со оглед на фотошопот кој што ни е достапен, едитирајќи ги фотографиите пред да ги закачиме на социјалните мрежи, и како поттикнува појава на анорексија и на булимија, односно на одредено растројство во нагонот за исхрана. Иако сите знаеме дека ни Дженифер Лопес не изгледа во живо како што изгледа на незината собствена фотографија, бидејќи фотошопот ја одиграл својата улога, сепак овие трендови на како би требало да изгледа совршена жена или како би требало да изгледа совршен маж имаат и такакво влијание врз посебно врз тинејџерите, и со тоа се зголемува и застапеноста на анорексијата и на булимијата. Нарушувањата во исхраната вклучуваат и сериозни промени во навиките на исхрана, како прекумерна, така и нездрава редукција на земањето на храна или пак сериозни прејадувања, како и чувство на екстремна загриженост за телесниот изглед и телесната тежина. Често нарушувањата во исхраната се јавуваат заедно со други психијатриски нарушувања, како депресија, злоупотреба на одредени супстанции или анксиозни нарушувања. И од друга страна, лицата со нарушувањата во исхраната често пати страдаат и од сериозни органски заболувања, како срцеви нарушувања, нарушена функција на бубрезите и други заболувања кои можат да доведат дури и до фатален исход. Од тука произлегува и важноста на правовременското диагностицирање и третирање на нарушувањата во исхраната. Анорексија, значи, ова нарушување како основни своји карактеристики ги има отпор да се одржува телесната тежина на вредности кои се во границите на препорачаната според возраста и висината на индивидуата, значи сакаме да изгледаме послабо од она што ни е препорачано во зависност од нашата возраст и висина. Интензивен страф од добивање на телесна тежина, односно страф од дебелење, иако реално телесната тежина е под вредности кои се нормални и препорачливи. Нарушување на начинот на кој се доживува собствената телесна тежина или телесен облик, прекумерно влијание на телесната тежина или облик на ценење на самиот себе или одрекување на сериозноста на моменталната телесна тежина, и често кај девојчињата имаме и нередовен менструален циклус или одсуство воопшто не добиваат. Иако се опасно тенки, лицата со ова нарушување се гледаат сивести како прекумерно дебели. Процесот на исхрана за нив станува обсесија. Тие развиваат невообичаени навики во исхраната, како избегнување на храна, пребирливост и јадење само на мали количини храна или грижливо премерување на собствената телесна тежина и пропорциите во храната. Значи, обсесивно мерење на бројот на калории кои што се внесува. Цел ден, например, може да бидат само на многу количина на храна. Лицата со анорексија постојано ја мерат својата тежина и применуваат техники за незино намалување, како интензивно прекумерно вежбање, злоупотреба на лаксативи или диуретици.
Текот и исходот на анорексијата варира. Некои комплетно се оправуваат после единечната епизода, други пак имаат флуктуација на состојбата со периоди на зголемување на телесната тежина и со релапсија, кај други пак текот на нарушувањето е хронично и трае со години, дури можна е и смрт поради срцев удар или електролитен дисбаланс или пак поради она што веќе го споминавме дека обично оди рака под рака и со други психолошки абнормалности може и да дојде до суицид, самоубиство. Булимија. Кои се симптоми на булимија? Значи, повторувани епизоди на јадење на ексцесивни количини на храна и недостаток на контрола над јадењето за време на епизодата. Значи, буквално како автодеструктивно однесување, се внесува огромно количество на храна, веднаш не се ни преджвакува, туку се голта и дури недоджвакана. Повторувано, несоодветно, компулсивно однесување со цел да се превенира добивање во телесна тежина, како само индуцирано повраќање, употреба на лаксативи, диуретици и други медикаменти и ексцесивно вежбање. Прекомерното јадење и несоодветното компензаторно однесување се јавува најмалку 2 пати неделно во тек на најмалку 3 месеци и себе евалуација преку телесниот изглед и тежина. Оно што се главни разлики помеѓу анорексија и булимија е тоа што кај анорексијата може да се каже и дека немаме внес на храна или имаме многу мало оскуден. Кога мислам на оскуден, мислам на пример едно гевраче 3 дена. Тоа да е внесот. А кај булимија имаме обратно, значи прекумерни дози на храна, брзо јадење, но користење на или лаксативни средства или вомитирање, односно повраќање. Значи веднаш да се изфрли храната од организмот. Кој сака подетелно може да се погледне на YouTube видеа за анорексија и булимија.